Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, добро дојдовте ново издание на Агроспектар, вашата емисија која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Временските неприлики продолжуваат и понатаму, променливо време, чести врнежи од дожд, веќе имаме и први дејствувања на противградобијната заштита и се спречи паѓање на град во значителни земјоделски региони, што значи дека потребата од една таква служба се покажа како голема потреба, а веќе и нејзиното прво дејствување покажа дека се спречија значителни штети во земјоделското производство. Прогнозите се дека и во наредните денови ќе имаме врнежливо време со можности за развој на нестабилна облачност со појава на град. Како времето се одразува, што е ново во фитофармацијата, каква е состојбата во агросекторот, ќе слушнеме во ова издание на емисијата. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Во најавата реков околу времето дека нестабилноста продолжува, а со тоа и неизвестноста дека може во било кој период, во било кој район да има и врнежи од град. Како ваквото време се одразува врз здравието на растенијата со оглед дека речиси сите растенија се во една мошна чувствителна фаза? Точно е тоа што рековте како мало увертира, дека сведоци сме на нестабилно време во текот на целиот пролетен период, а еве следниот месец веќе влегуваме званично календарски во летен амбиент, а ние имаме навистина турбулентно, нестабилно време, проследено со врнежи од дожд. Сега влеговме во тој градобитен период, што секоја година градот прави големи штети, и тоа што го рековте, дека првите резултати ги гледаме, јас ќе надополнам тоа дека сега оваа прва година од воведувањето на ова засеување на облаци, со еден добар стручен пристап, јас мислам дека би требало да имаме и повидливи резултати. А токму сега, до 15-20 јуни уствари, ние следниот период ќе биде турбулентен со тие температурни амплитуди, а штом тие постојат, тука се јавуваат оние градобитни облаци, тие кумулонимбулуси, каде што тие да се скрота, тоа ќе биде голем успех за земјоделското производство и заштита од градот. Што е она карактеристично кое го ние гледаме? Еден мал пропуск се направи во Прилепско минатата недела. Имавме дотолчување на површините под тутун кои беа веќе засејани. Луѓето нема расат токму да ги обноваат површините со тутун, бидејќи градот знае за многу кратко време да формира такви опасни облаци, и тука пак ќе дојдеме од оној научно, практично стручен аспект. Доброто познавање или добар агрометеоролог и доброто котирање и следливост во овој период на облаците, еве сведоци сме во текот на вчерашниот ден, денешниот ден, се јавуваат облаци, одма почнува врнежите од дожд и град, а тоа е поради таквите временски неприлики кои се, имаме се појак сончев зрак, имаме уште зголемување на денот, а имаме стварање на такви турбулентни ладни облаци. Сето тоа со следливост од агрометеоролошки аспект може да ите како даде добри резултати, бидејќи сега во овој период, кога веќе лозјата цвета и прецветува, дел од сортите, сега е најчувствителниот период. Ако сега дојде град, тоа што го видовме во текот на тие неколку дена од неделата во Србија, тоа е чудо, какви катастрофални во околината на Чачак, и виновата лоза, и насадите од малина, насадите од слива, пошто тоа е срцето на Србија, го фати град со големина на орев, и тука има катастрофални штети. Преку 200 ракети се употребени, меѓутоа, пак ќе кажам,
бидејќи целиот живот го имам заснивано на научно, стручен, апликативен дел за успех. Дали тоа е една пламеница ќе ја испрскаме ние во период на превентива, да спречеме, а не да лечиме, е успехот во заштита. Дали облакот, 200 ракети да имат употребено, а градот да уништи се, значи или е каснење, или е нестручен пристап, мало познавање на она суштинското. Така да, пример во Словенија и тие искуства што ги имат со заселување, имаат фантастични резултати и градот за нив е минато. Исто така, втора, трета година во Бугарија, во оние најголеми производни реони, кај Пловдив, значи едноставно струката, познавањето на формирањето на облаците, она следливост, брзина на формирање на облаци. Сите тие фактори од тие висински места се гледа и тука треба една брза реакција. Затоа што чим се формила клопчето, не 200 ракети, 500 ракети да употребеш, тоа веќе крајниот епилог е градот. А кога почнува формирањето на клопчето, тука разбивањето со ракети или со засејувањето, ако не се задоцни, тука сето тоа трансформира во врнежи од дож. Тука јас имам доста литература и доста искуства и доста контакти со таквите луѓе. Значи, навлегување подлабоко во проучување во тие атмосферски брзи појави, формирање на кумулонимбулуси, на стратосите и така натаму, тоа се врсти на облаци, посебно градобитните, мора да се познаваат и пред нивното формирање на добро клопче, тука е успехот. Исто како што реков компаративно во заштитата. Ако ние примерната зараза ја следиме и превентивно делуваме, нема да има фруктификација и нема да имаме примерна инфекција во овај големи размери и после не може да ја заузеш ни пламеницата, ни пепелницата и така натаму. Што вели долгорочната прогноза? До кога вака ќе имаме нестабилност? Долгорочната прогноза мене ме загрижува, бидејќи оваа пролет не следи навистина нестабилно време. Знаеме, свесни сме на тоа и го зборевме во емисиите, во 2-3 наврати имавме голем губиток на кајсијата. Еве, Росоман, ова недела имав клиенти од Виничани, Росоман, тој дел таму, кајсија буквално нема. Значи, оние повисоките места кај што има некои насади, и имат некоја кајсија. Праската, Росоманскиот дел, Виничкиот дел, према Велес, сето тоа вика нема да има една праска вика за своја душа да апнеш. Тоа е завод на времето, бидејќи имавме во 2-3 наврати ниски утрински температури и до -7, -8 дојде во 2-3 наврати. Имавме во април врнежи од снег, значи пролетниот дел ние го имаме со една турбуленција која нешто ја прати сегашната состојба до 15-20 јуни. Ние пак имаме уште 2-3 такви турбулентни и како опасни работи, каде што јас ќе кажам сегашната состојба со противградобитноста е на испит. Ако оваа година, еве да кажеме ние секоја недела сме тука, ако успееме оваа година во Квадарци да нема никаков град, тука ќе треба и како награда за таков начин и воведување на таквиот начин. Кое нешто требаше и порано да се направи, бидејќи во овие едукативни емисии ние во повеќе наврати зборевме дека таквото нешто е неопходно, бидејќи сега во тој период 20.000 хектари минимум на винова лоза, каде што веќе имаме ласта околу метар прецветување на гроздот. И сега ако дојде градот, тука има катастрофа и за наредната година, бидејќи веќе во јуни или втората половина на јули таму почнува диференцијацијата на папките за наредната година. Тоа се долгогодишни насади и кај лозарите и кај воштарите. Значи долгорочната прогноза мене ме загрижува, бидејќи се очекува турбулентен период. Еве сега пак овие денови ќе имаме таков ладен период.
А сега сме во период на цветење на лозиот, на зрното, на виновата лоза, растење на плодовите. Тие температури од 3 степени, стресна состојба има, сето тоа делува на квалитетот на зрното, квалитетот на плодовите од овошните, квалитетот на расадената пиперка, бостанот е расаден на стално место. Сите тие работи, стресно, па и за житата може слободно да кажем, 3 степени температура, после тоа се цементира зрното и нема рамбан и не може да оди на во преработка. Во преработка. Значи, со еден збор имаме време према кое може би перспективно, структурно ќе треба да се усмеруваме кон тоа. Кај си дали сме жртва на тоа да ние април месец имаме цветање на кајсијата или втора половина на март таму негде и дојде ниска температура, уништи се. Може да се оди со покасна или некоја друга солуција каде што имам производители кои се крајно разочарани. Еве ова недела од Виничани дојде човек. Има околу 2000 формирани дрва од праска каде што треба да му дадат род. Тој една праска ќе нема и вика со татко ми решавме вика да ги копачиме. Вика 4-5 години ги гледаме, не сме скинали кајсија. Дојде период на цветење, ниска температура и ние и вика не ја прска. Иако тоа не е коректно, бидејќи кога дојдат тие температури несакани, понатаму за наредната година ластарот треба да има диференцирани папки, здравствена состојба за да даде род следната година, бидејќи тоа е долгогодишен насоч од 30 години дава род. И тука не можеме да бидеме така краткодушни, не ми даде ништо, ќе ја сечам. А 5 години што си влагал во неа, така да тие се опции, а крајниот дежурен виновник е глобалната климатска промена и времето како фактор. Кое што негативно се Однос на хидролошката состојба. Имав ова недела конекција со скоро сите акумулации на завидно ниво, прв пат го имаме оној позитивен импулс, значи вода има. Сега, вториот дел, што е и цел на нашите едукативни емисии, е рационализација или рационално користење на водите. И тоа јас ќе кажем, наместо политичарите да се занимаваат со некои такви популистички работи, треба сега технолошки решенија, воведувањето на системот капка по капка или распрскивачи за насади од лешник и така натаму. Рационално користење на водата, поставување на оние најнови методи со ирометри, а тоа е следливост на влагата во почвата, во кој момент, која количина на влага треба да се даде, за да има добар принос. Значи, да нема стресна состојба од недостаток на влага. А тоа производителите не го имаат, не го препознаваат. И понекогаш колабира лозата, па он ќе даде вода и тук има пресеци. И зрното, едно големо, едно мало, едно зелено, едно зрее. Тоа е се дисхармоничен однос од стресните состојби. Едно од водата и недостатокот, друго од неправење на агрохемиските анализи на почва, каде што треба се даде нехармоничен однос на хранливи материи, каде што генетскиот потенцијал секое дрвце да го даде, бидејќи ќе има добро охранет корен, кој ти црпи храна, да ја дотира горе на лисната маса за тие фотосинтетски активности, и водата како добар трансформатор на тоа. Тука веќе треба едукација на земјоделскиот производител. Која количина на вода, која количина на храна, фенофазно, во кој период, и заштитата и така натаму. Тука земјоделскиот производител не е доволно едуциран. И наместо на тоа да се фокусира Република Македонија, да останат младите, бидејќи младиот човек ако го ангажираш и добро мотивираш, тој ќе остане да го научи тоа и да биде европски производител на храна. А мотивацијата ќе биде, таа храна ќе биде нетоксифицирана, ќе биде квалитетна и ќе биде за европскиот пазар. А
цената ќе му биде добра, он ќе каже, не ми треба Германија, не ми треба Швајцарија. Јас сакам на татко ми на површините да бидам европски производител. Тоа е чекорот и влез кон европскиот пазар, а не папирологијата на Марешич или на било кој друг. Тие поглавија ги минавме, а зад поглавијата што стои? Запуштен земјоделец, ама никој не го брои. Еве сега во Струмица има такво разочарување по однос на тоа со зелката како поминаа, и едноставно луѓето викат, не ми треба да произведувам. А тоа политичарите, датумот е поважен отколку тоа што го губиме човекот, и што еве корона состојбата успеа да ги стопира младите луѓе да не можат да, нели, имаше забрана на пуштање и сите тие. Значи тука не размислуваат на тоа луѓето. Тие што треба да одлучат за таа наша квалитетна Македонија која ја сакаме и сакаме у неја да остане и да живееме. Каков е импулсот од теренот, каква е здравствената состојба, веќе споменавме околу одреден вид на овошни насади. Да слушнеме и за здравствената состојба на виновата лоза, што е актуелно во овој период и која е насоката што треба да следат лозарите. Генерално ќе кажам, сме во најчувствителната фаза од развојот на вегетацијата. Најчувствителна фаза по однос на тоа. Цветење, плодообразување и интензивен пораст. Се за ваша информација, сега влеговме во интензивен период на пораст на ластарите на винова лоза. Што мислите за 24 сата? Сега, виновата лоза колку може да порасне? Јас имав такви екзактни испитувања. До 12 сантима за 24 сата може да порасне. И сега, цветењето, порастот на ластарите, сите тие чувствителни фази се проследени со нестабилно време. Што тоа подразбира од физиолошки аспект? Тоа колеги агрономи сигурно ја следат емисијата, ќе сватат дека тука тие стресни состојби, утринска температура од 3 степени, дневна кога дојде сонцето сега 35 степени. Тука се губи дел од имунолошкиот чин на секој растителен вид. И чин имунолошкиот систем се поремети, тука плен се секој растителен вид на појава на одредени болести. Сега веќе, еве имаме, подзаврне, излезе сонце. Тоа е за фруктификација на одредени патогени. Еве ервинијата, тоа е година на ервинијата сега. И за дуњата, и за крушката, и ако не се превземат мерки, стручно, не аналфабетски по своји видувања или по видувања на некој како да оствори некој профит. Ако за ервинијата сега не се превземаат мерки, со таквото време, таа оди точно по целото стебло и наредната есента веќе ќе имаме цели стебла, како пред 15 на години, кај што бев во таа комисија, во Република Македонија слична таква година беше, каде што околу 230 хектари крушка се ископачи во Македонија. Точно таквото, таков несериозен, нестручен или алчен пристап на поединци, кои добиле тие имања, тие површини од државата, демек, и они имаа субвенции за тоа. Не ги беше многу гајле дека треба да заштити и да произведува нешто. Таквите нешта сега, во тој период, се најприсутни. Еве сега, вие рековте, ќе успоиме тоа и со виновата лоза. Комплетно сите силата е во еден максимален развоен циклус. Лисните вошки се исто така присутни. Ервинијата, рековме, гимноспорангиумот, кај овошта пепелницата исто така, кај јаболката веќе е присутна. Кладоспориумот. Сите тие болести на таквите температури, со губење на имунитетот на растенијата, сите болести сега се на повидот за нивно проширување. Тука веќе умешноста на заштитарите, струката
изборот на квалитетни компатибилни средства е успехот во заштитата. За кое нешто оваа едукативна емисија, јас мислам ја нема на другите телевизии, ни пак на државните. На државните ако има некои сасвим други случајни работи од сточарството до како као случајен случај, а не едукативен дел каде што сега треба и лостарите и овоштарите да бидат максимално ориентирани кон превентивна, квалитетна, стручна заштита од патогените, што ги реков. Сега, пепелницата на повидок, пламеницата, фомопсисот веќе кај одредени производители кои не реагираа на време со првото прскање со фолпетна компонента, фомопсисот е веќе присутен. И гроздовите молци, ова година имаме у јануар месец целодневен сончев период со високи температури. Има пореметување на циклусот, каде што сега гроздовиот молец може и да го нема, после тоа му се јави втора или трета, точно на прошарокот ќе има експанзија. И тука е најголемиот губиток. Молецот со оштетувањата прави одредени штети, а тука ботритисот доаѓа и целиот грозд скапува, а за тоа фактички лозарската фамилија живее точно тој грозд да го скине да го продаде. Значи со еден збор сега во овој период по врзувањето со стручно лице и одредување на комбинациите на препарати за успешна заштита, комплетна заштита е приоритет на секоја лозарска фамилија, овоштарска фамилија која има пластеници и производствено отворено. А ние, бидејќи ова едукативна емисија, имаме секој четврток. Сме на располагање. Бројот секако режијата ќе го даде оздолу. Без никакви надокнади сме на располагање да дадеме несебичен придонес од стручно практичен аспект за секоја лозарска фамилија има економски оправдана, квалитетна заштита со производ кој ќе одговара точно за нашиот европскиот пазар. Тоа е една многу важна работа, бидејќи во овие емисии тоа мора да го кажеме, бидејќи производителот самиот збори, оние јавувања кои ги имам, дека таквото нешто е потреба. И јас знам само едно, дека гледаноста на КТВ телевизија, фаќајќи од Свети Николско до Кумановскиот дел, Велешкиот регион, до Демир Капија, тука регионалниот карактер, јас гледам луѓето како будно следат, бидејќи им недостасува таков квантум на знаење, во кое време, што, како да примени, бидејќи многу труд влагат, а чинот заштита ако се испушти, тоа е се џабе. Имаме и токму во таа насока едукација, она ново што доаѓа од фитофармацијата, тука предлагам да го погледнеме прилогот, па се враќаме со завршниот дел од емисијата. Едукациите кои ги правиме за подобро осознавање на производителите со фитофармацијата и примената на средствата, секогаш се трудиме да го тоа уедноставиме, да тоа биде сватливо, разбирливо за земјоделските производители. Во една таква плодна, да кажем, соработка со Хемомак пестициди од Велес, овој месец ќе имаме еден целосен опфат на одредени нови работи, а во овие едукативни емисии ќе имаме секогаш простор за нови работи кои заслужуваат внимание од фитофармацевски аспект, како и на кој начин да имаме квалитетно, економски оправдана и стручна заштита. По долг временски период
фитофармацијата, бележејќи еден фин развој, дојдовме до сознание од стручно-практичен аспект дека заштитата е сепак доминантна работа, бидејќи производителот може да превземе многу мерки, ако го испушти моментот на заштита, тој автоматски го губи производството. И фитофармацијата, навистина, морам да кажем на самиот почеток, тоа Хемомак од Велес, со една плодна долгогодишна соработка со БАСФ и други светски компании, успешно дистрибуира, пласира и разумно оди во производниот процес, помагајќи на производството да добиеме квалитетно и нетоксифицирано производство. И онаа екипа која ја има, која на теренот на вистина дава еден своеврсен импулс, тоа е секако за похвала. Во оној стручен дел, морам да кажам дека во последно време дојде онај момент на стварање на одредени проблеми со резистентноста, со неефикасност на некои средства, каде што производителите вината секогаш ја префрлаа на хемиските индустрии, што воопшто не е така, бидејќи имав прилика во БАСФ, во Германија да бидам, тим од 10.000 доктори на науки работаат само прегорно до доаѓање на една активна материја, за која има голем чин на проучување. Но малото невнимание, за кое нешто ќе кажеме покасно повеќе, доаѓа токму до стварање на одредена резистентност, до одредени проблеми да препаратот вика не покажува некаква ефикасност. И навистина фитофармацијата веќе бележи еден развој со нови компоненти и факт кој радува е тоа што Хемомак од стратешки аспект оди кон оние биолошки препарати, препарати со што помала токсичност, да се постигне што подобар резултат во заштитата на целото земјоделско производство. Ние во овој серијал денес ќе кажеме нешто повеќе по однос на еден нов, би рекол, релативно нов препарат, двокомпонентен препарат, што е ново за наши прилики и кој дава извонредна ефикасност. Тоа е новоста Орвего, кој дел од производители веќе имаат опробано и резултатите се навистина фантастични. Ова ново средство за примена во целото наше земјоделско производство, вклучувајќи го тука градинарството на отворено и во затворен простор, потоа во лозарството, кај виновата лоза, каде што имаме навистина такви појави кои не сакаме да ги гледаме. Во овоштарството, фактички се работи за еден навистина универзален и квалитетно, моќно ново оружје за борба против сите тие штети што ги причинуваат пред се пламениците или фикомицетните габи. Збориме фикомицетните габи за тоа што плазмопарата, за тоа што плазмодиофората кубензис, фитофтора и фенстанс се навистина оние кои дебнати за многу кратко време може да го уништат производството. И навистина во поново време го имаме веќе во опсек Орвегото, кој еден навистина квалитетен двокомпонентен фунгицид кој има
активна материја аметоактрадин и диметоморфот. Аметоактрадинот навистина заедно со диметоморфот имаат една симбиотична, квалитетна ефикасност со тој двоен удар кој го причинуваат во причинот на управа, на примена, каде што навистина ние имаме одлични биолошки и екотоксиколошки особини кои ги постигна овај аметоактрадинот и оној ударен врвен дел со својата ефикасност како системик, диметоморфот го постига своето. Што сакам да потенцирам за орвегото како двокомпонентен фунгицид кој навистина представува моќно оружје, посебно за фитофторите, пламениците знаеме дека се најопасни за многу кратко време. Овој период кога имаме интензивен пораст, дали тоа била пламеницата кај виновата лоза, дали тоа била кај компирот, дали била кај краставицата, доматите, тука може да се постигне голема штета со мал пропуст би рекле при примената. Што орвегото значи фактички? Што сакаме да го потенцираме со аметоактрадинот и диметоморфот како двокомпонентен препарат, што постигнува, кој механизам на делување го има? Аметоактрадинот, навистина, тоа е една голема новост, која со примената, тој всушност, навлегувајќи, значи со апликативниот дел, се случува да тој има еден инхибиторен дел во самото клетка на патогенот, каде што со тоа инхибиторно делување тој успешно го прекинува ланецот на дишење при митохондриите или хондриозомите во клетката и тука запира фактички тој животен процес на клетката од габата. И тука прекинува оној инфективен брз процес на фруктификација на габата, што знае да се одвие кога времето е поволно за тоа. Но, ние тука мора да потенцираме една работа, дека она суштина која аметоактрадинот ја постига со своето делување, од друга страна, онај втор фантастичен диметоморф, како врвен системик, го навистина постигнува оној суштински дел, каде што тој буквално спречува образување на клеточниот зид на габата. И тука веќе нема спојка на понатамошна фруктификација на габата и понатамошни инфективни процеси. Значи, се работи за една фантастична комбинација која постига неверојатни резултати и во светски размери таа резистентност навистина е добро препознаена и овој препарат и во Република Македонија орвегото веќе си зима едно свое место кое е значајно за успешна заштита на
виновата лоза, на пламеницата кај краставицата, кај компирот, кај доматите и други култури. Што е значајно да спомнеме при таквото нешто? Бидејќи се случува во Република Македонија да ние понекогаш неоправдано производителот препаратот за кој е потрошено многу години анализиран, тој со одредено неследливост, знаеме за пламениците дека е неминовно да се следи температурата под која може да таа еклодира, навистина фруктификацијата е интензивна, да имаме релативна влажност на воздухот, да имаме најмалку 10 мм врнежи од дожд, да е присутен патогенот и таа следливост да ние ја пратиме и тука орвегото, применето при такви стручни и прави моменти на третирање, ние навистина добиваме фантастична заштита, бидејќи мора да кажеме нешто. Касно е да ние имаме таков грозд и да бараме орвегото дека тоа ќе спречи или ќе лечи. Тука е завршен циркусот. Затоа ние говориме за следливост, тогаш орвегото е крал. А следливост подразбира да ние во тај примарен прв дел, каде што може да се оди со еден банален контактен препарат, што Хемомак ги има доста, и во тој дел, кога е најчувствителен гроздот под цветењето обично, ево оваа фенофаза, тука треба внимателен пристап за правилен апликативен дел, каде што тука ќе имаме и аметоктрадинот, и диметоморфот ќе го дадат оној долгорочен чин на заштита и немање можност за било каква резистентност по однос на примената. Важните моменти на следливост се што реков. Одредување на правите моменти на прскање, точниот одмер на средството, доброто мешање и компатибилност на средството, времето кога треба да се прска, количината на раствор по хектар површина. Тоа се стручни работи што подпомагаат со стручниот пристап орвегото да го даде онаа што се од него очекува. Значи, понекогаш, пак ќе кажам, голем дел од производители со нестручниот пристап или под закаснување, иако тука имаме и куративен дел, еве со престанок, со влегување на аметоктрадинот во самата клетка на габата, од пламениците, од фикомицетните гави, и тука тој на митохондријата внатре, инхибиторски делувајќи, прекратува понатамошниот развој на габата. Но ако таа остварила веќе тука некој процес кај гроздот, тука враќање назад нема, зрно нема. Значи, примената на средствата да биде врз оној прав стручен пристап што Хемомак знае со младите екипа која има низ теренот, да навремено делуваат за успешна заштита на културата која се одгледува. Значи, со еден збор, орвегото како новост во Република Македонија тек ќе добие своја димензија, свое место, бидејќи таа двокомпонентност која има и со еден стручен пристап како што тоа се прави во одредени комбинати, мора да кажеме, со кои соработува Хемомак, тука ќе имаме ние секогаш еден врвен резултат и орвегото тогаш ќе биде вистина ефикасно, моќно оружје против пламениците во виновата лоза, во домати, во краставици и така натаму. И тоа со еден економски параметар, со
примена само по 1 литар на хектар се постигнуваат фантастични резултати. Но голем дел од комбинати, не пазејки на таа права стручност, прават пропусти, одат со половични дози, со недоволно количина на раствор, кој е нешто секогаш може да предизвика штета. И мое лично мислење од стручен практичен аспект, орвегото во програмот на секоја поголема површина или насад од оранжерија, од насади од винова лоза, треба да го најде своето место во понатамошната заштита, успешна заштита на тоа производство. Тука сме на крај од Агроспектар. Професоре, за крај пораката до земјоделските производители, наши гледачи. Пораката е следна. Сме во чувствителен период. Сега, ова што го видо гледачите уедноставено во оние лабораториски услови, се работи за еден квалитетен и како добар препарат кој на вистина во ова клучно време, нестабилно време, со спектарот на делување и квалитативните особини, со активната материја што ги има, нуди квалитетна заштита со широк спектар на делување и со траен карактер, системичен карактер, кој на вистина ќе има успех за успешна заштита на виновата лоза, за која рековме дека сега гроздот е чувствителен. Значи, опфатот негов, со квалитетна и потрајна заштита, е равно на успех во таа заштита. Ние во овие емисии секогаш одиме со такви нови работи. Ќе продолжиме со такви нови работи. Но, доколку има било каква нејаснотија по однос на тие новини, и друго, се што е по однос на заштитата, сме на располагање, како што рековме и пред малку, да дадеме еден несебичен придонес за секоја земјоделска фамилија, како да има квалитетно, нетоксифицирано производство, кое ќе одговара и за нашиот и за европскиот пазар. Благодарам, професор. Благодарам и вам. На крај на Агроспектар ќе ви заблагодарам за одвоеното време и вниманието со кое што ме следевте. Имајте секое добро.